Манчестер Юнайтед со победата против Астон Вила од 3:0 ја обезбеди 20-та рекордна шампионска титула во Премиер лигата. По 34 одиграни кола Манчестер Юнайтед има пренос од 16 недоснежни бода од својот градски ривал Манчестер Сити. Играч на мечот беше Робин ван Перси кој постигна хет-трик за половина час игра. Првиот гол холандјанецот го постигна по само минута и пол игра по центар шутот на Рафаел. По водството од 1:0 Юнайтед продолжи со нападите, па откако Рафаел ја погоди сативата и откако гостите преку Бентеке имаа голема шанса, Ван Перси по второпат во 13-та минута се запиша во листата на стрелците, а третиот гол го постигна во 33-та минута, со што го постави конечниот резултат на надпреварот. Со овие 3 гола, Ван Перси сега има 24 погодоци и само го зацврсти лидерското место на листата на стрелците во Премиер лигата. По 9 години поминати на островот, Робин ван Перси конечно ја освои својата прва титула во Премиер лигата. Легендарниот менаџер на Юнайтед Алекс Фергусон го освои 49-тиот трофи во својата кариера, 38-ми како тренер на Црвените ѓаволи. Денеска и утре во Лигата на шампионите започнуваат полуфиналните пресметки. Вечерва сите очи ќе бидат сперени кон Алијанс Арената на првиот надпревар од полуфиналите помеѓу Бајер Минхен и Барселона. Бајер Минхен игра фантастична сезона. Титулата во Бундеслигата беше рано заверена, а шампион во домашното првенство ќе биде и Барселона. Двата тима со големи мотиви влегуваат во овој двобој. Ова е пресметка и помеѓу поранешниот и идниот клуб на Пеп Гвардиола. На Алијанс Арената се очекува отворен фудбал и голови, впрочем тоа е стилот и на двете екипи. За овој надпревар Јуп Хенкес нема да може да смета на Марио Манџукич кој е суспендиран. Тони Крос заработи повреда поради која неверојатно ќе ја пропушти сезоната, а од поодамна е повреден и Бат Штубер. Тито Виланова пак има проблеми со одбраната на Барселона. Пујол и Маскерано се повредени, а Адриано нема да може да настапи поради суспензија. Лео Меси се очекува да биде стартер на Алијанс Арената. Утре се игра вториот надпревар помеѓу Борусија Дортмунд и Реал Мадрид. ATP ветија ги објавија најновите ранг листи на недобрите тенисери и тенисерки во светот. По мастерствот во Монте Карло, Федерер се најде на второто место и покрај тоа што не настапи на овој турнир. Новак Џоковиќ по освоениот нов трофеј само ја зголеми преноста и сега има 12.900 бодови, односно 4.230 повеќе од второпласираниот Федерер. Енди Мареј е трет со само 10 бода помалку од швајцарецот. Четврти е Давид Ферер, а Надал остана на петата позиција. Меѓу првите 10 други промени немаше, а редоследот е Бердих, Дел Потро, Цонга, Гаске и Типсаревич. Најдобриот македонски тенисер Томислав Јотовски имаше скок на ATP листата од само една позиција и сега се наоѓа на 1269 место. Кај дамите кои играа надпревари од Фед Купот нема промени во топ 10 рангирањето. На првото место и понатаму е Серена Вилијамс која има 935 бодови предност пред второпласираната Марија Шарапова. На третата позиција е Азаренка, додека првите 5 ги комплетираат Агнешка Радванска и Нали. Меѓу првите 10 се наоѓаат и Кербер, Ерани, Квитова, Стосур и Вознијацки. Недобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска напредуваше 2 места и сега се наоѓа на 652-то место. Во NBA плейофот синоќа се одиграа само 2 средби и по една на истокот и на западот. LA Клиперси со поените на Крис Пол во последната секунда триумфираат над Мемфис со 93-91 за водство 2:0 во победи. Пол заврши со 24 поени и 9 асистенции, Грифин имаше 21 поени и 8 скока, а Крафорд беше стрелец на 15 коша. Гриздес имаа негатива од 12 поени, кои ја надополнија во последниот период и изначи на 91-91, но беа немокни да го спречат Крис Пол. Конли даде 28 поени, Гасол 17, а Тонли Ален заврши со 16 поени и 10 скока. Сега серијата се сели во Мемфис, каде се игра третиот надпревар четврток. На истокот тимот на Чикаго Булс изрмни во серијата против Бруклин Нетс на 1:1 со победата на гости од 90:82, но ја предводеше одбраната на Булси, постигна 6 клучни поени во финишот и ја сочува победата на својот тим. Најефикасен беше Денг со 15 коша кај биковите. Кај Бруклин, Лопес реализираше 21 поен, а првата звезда Дерон Вилијамс имаше слаб шут и заврши само со 8 поени. За вечера предвидени се 3 средби од плейофот.